почитувани представници на медиумите, добар ден и ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН, која што е посветена на економијата, односно на најзначајното прашање за граѓаните во Република Македонија, а тоа е невработеноста и вработувањето. Тоа е тема која што во изминатите 10 години при секоја средба со граѓаните се поставува како таква и логично е што е тоа така, бидејќи во Република Македонија, поготово на почетокот на нашиот мандат, бројката на невработени беше исклучително висока и нормално е граѓаните ги интересира како може да дојдат до работно место и што владата може да направи во тој поглед. Затоа јас денес ќе се задржам на темата што е постигнато во изминатите 10 години, 9,5 години поточно, во делот на вработеноста и во делот на намалување на невработеноста, со кои политики е тоа остварено и ќе се осврнам на тоа што може да очекуваме во иднина во делот на понатамошните трендови и процеси во насока на решавање на ова прашање. Невработеноста и намалувањето на невработеноста, настапката на невработеност представува, како што реков, тема со која што од првиот ден се зафативме со работа уште од 2006 година. 9,5 години подоцна можам да констатирам во име на ВМРО ДПМН како водечка партија во владата на Република Македонија во овие 9,5 години дека намалувањето на невработеноста е најголемиот успех на економската политика на ВМРО ДПМН и на владата на Република Македонија, и тоа намалување на невработеноста помогна на голем број на граѓани. Со бројки тоа значи во периодот од јуни 2006 до декември 2015 година во Република Македонија се креирани вкупно 150.000 нови работни места. 150.000 луѓе нашле работа, 150.000 луѓе од Сабајле одат на работа, исполнет им е денот, се чувствуваат исполнето, вредно, како што треба секој човек да се чувствува, достоинствено, примаат плата и можат да го издржуваат сопственото семејство и себе си со тие пари. На тие луѓе им е променета иднината, им е променет животот на подобро, тие луѓе можат да прават планови за купување на куќа или изградба на куќа, за купување на стан, за формирање на семејство и сето она што во животот секој од нас сака да го постигне. Тоа е успех кој што за нас, кој што ја водиме економската политика, значи исполнување на онаа цел која што ја имавме уште во 2006 година, а таа е преку секоја економска мерка, преку секоја политика, преку секоја постапка што ја правиме во рамките на работењето наше, да се крајната цел беше да се стигне до отварање на работни места. Значи, дали таа политика е во делот на даноците, дали е во делот на реформи на институциите, дали е во делот на буџетот, дали е во делот на судството, дали е во делот на здравството, на образованието, на комуналната инфраструктура. Крајната цел беше сето тоа на некој начин да помогне за да се креираат работни места, да се подобри вкупниот амбиент во земјата за креирање на работни места и да се намали невработеноста, а тоа сметаме дека 9,5 години подоцна можеме да кажеме со право дека успеавме да го постигнеме. Рецептот за тоа да се направи не е тајна, ниту пак има многу начини. Едноставно многу труд, пот, вложена работа и голем број на правилно донесени одлуки во однос на основните економски политики. Во тој дел, она што сакам да го истакнам е дека главните економски политики што ја придвижија стапката на невработеност надолу во Република Македонија беа поставени уште во 2006 година. Јас на еден графикон, за да може да се следи тоа, имам извадено податоци како изгледаше 2006 година, крајот на 2005, средината на 2006 како последен период во кој што имаме податоци од претходната влада колкава била невработеноста. Во 2005 година, некаде во првиот квартал, 38,7% е рекордното ниво на невработеност во Република Македонија, кое што беше
постигнато во 2005 година, за во 2006 година невработеноста негде да се сведе меѓу околу 37%. Од тие 37%, значи, денеска сме стигнати до рекордно ниска невработеност од 24,6%, и тој процес се одвиваше од година во година. Прво се проби во 2013 психолошката бариера од 30%, ја намаливме невработеноста под 30%, за во последните 2 години таа да се спушти од 30% на 24,6%, 2,5 години последните. Тоа значи дека само во периодот од последните избори до денеска, до крајот односно на 2015 година, во Република Македонија се креирани 28.293 нови работни места. Тоа значи дека креирани се работни места кои што овозможија стапката на невработеност само во овие 2 години да се намали за речиси 4% поени. Би сакал да кажам и структурата на работните места што се креирани, за да се има правилна слика за тоа како се креирани тие работни места и да се дојде до констатацијата која што ние ја кажувавме и претходно, а тоа е дека најголем дел од тие работни места, огромен дел од тие работни места всушност се креирани во приватниот сектор. Од 150.000 нови работни места, најмногу нови работни места креирани се во трговијата, 36.828 работни места. Во индустријата 25.829 работни места. Во секторот транспорт, информации и комуникации 25.672 работни места. Во останатите услужни дејности креирани се 12.727 работни места. Во дејности во врска со недвижен имот и деловни активности 10.193 работни места. Во хотели и ресторани 5.837 работни места. Во финансиските дејности 5.043 работни места и така натака. Само во изминативе 2 години, ако ги гледаме, значи од последните избори до денес, најмногу работни места се креирани во индустријата, 8.432 работни места, па следи трговијата со 5.715, градежништвото со 3.737 и така натака. Би сакал да истакнам сега во вториот дел од мојата пресконференција на што се должи ова. Намалување на невработеност не може да се оствари доколку нема економски раст. Економскиот раст е најбитната работа да се постигне, значи, економски раст на економијата, раст на бруто домашниот производ, за да се намали невработеноста. Во Република Македонија просечниот економски раст на бруто домашниот производ, значи, во периодот од 2007 до 2015 година е 3%. Во последните 2 години, во 2014 година тој изнесуваше 3,5%, а во 2015 година 3,7%. Просечниот раст во изминативе 9 години, значи од 2007 до 2015 од 3% во Република Македонија, е раст што е четврти највисок во Европа. Значи, во Европската Унија и плюс во земјите во регионот, ние сме на четврто место според просечниот економски раст што е остварен во овие 9,5 години, и тоа е едно големо остварување, покажува дека Република Македонија е меѓу најуспешните земји во Европа според економскиот раст. Треба да се потенцира дека овој економски раст е остварен во период кога во најголем дел од тие 9,5 години имаше светска и европска криза, во период, значи, кога општите услови во европската и светската економија не беа поволни, и конечно и намалувањето на стапката на невработеност во Република Македонија се случи во период кога во сите други земји имавме зголемување на невработеноста, и тоа го прави резултатот повреден и позначаен. Би сакал да кажам како стигнавме сега до економскиот раст. Кои се тие економски политики што овозможија економски раст? Економскиот раст носи инвестиции, инвестициите носат работни места. Прво и основно, континуираното подобрување на бизнис климата. Бизнис климата во Република Македонија во 2006 година, 2005 и претходно не беше добра, и од тие причини
сите мерки и политики што ги направивме уште во првата програма беа насочени кон подобрување на бизнис климата. Во тој дел можеме да констатираме дека сме оствариле голем резултат со тоа што според сите индикатори кои што ја мерат бизнис климата, Република Македонија има огромен напредок. Како што знаете, најрепрезентативен индикатор во таа насока е извештајот на Светска банка Doing Business, кој што мери 11 области, 11 подиндикатори, за да утврди каков е општиот амбиент за водење на бизнис во една земја. Според тој индикатор, според Doing Business извештајот, Република Македонија денеска е рангирана на 12-тото место во светот, односно 6-то место во Европа, каде што само Велика Британија и 4 скандинавски држави се подобро рангирани од Република Македонија. И тој извештај е сублимат на сите мерки, активности и политики во подобрување на бизнис климата. Ако одиме по-конкретно, најклучната мерка што беше донесена во рамките на економските политики беше воведувањето на рамниот данок во 2006 година и на кое што во исто време значеше и намалување на општата стапка на ниво од 10%. Предходно, како што се сеќавате, персоналниот данок беше 18%, 21% и 24%, имаше прогресивна стапка на персонален данок, а данокот на профит беше 15%. Ние ги намаливме тие, и едниот и другиот, значи, и данокот на профит и персоналниот данок на единствена стапка од 10%. И тогаш имаше многу скептици во експертската фела, а секако и кај нашите политички конкуренти, кои што тврдеа дека таквото намалување на даноците ќе предизвика проблеми и за буџетот, и во делот на реализацијата на останатите политики, меѓутоа се покажа дека таа политика на ниски даноци и едноставна даночна постапка беше клучната за постигнување на две цели. Од една страна, овозможи поголеми средства да останат кај фирмите, бидејќи наместо да ги зема државата од фирмите тие пари преку високи даноци, владата им ги остави на фирмите тие пари на нивно располагање, а секако фирмите знаат правилно да ги искористат кога станува збор за приватниот сектор, ги вложуваат во нови машини, во нова опрема, во отварање на нови погони и отварање на работни места. Значи тоа е рецептот и политиката како постапивме во делот на даноците, а од друга страна и буџетот наспроти скептиците и нивните очекувања дека ќе се испразни или дека ќе има помалку приходи, напротив, има повеќе приходи откако се намалија даноците, а логиката е едноставна. Кога данокот е понизок, поголем број на субјекти решаваат да го платат, бидејќи имаат мотив да платат 10% данок, да не работат во сивата економија, да си работат легално, да може да не се плашат од посета на инспекции или да може собствениот имот да го заложат, да земат кредити и слично, сите придобивки што ги носи работењето во формалната економија наспроти сивата економија. Значи тоа беше клучната политика намалувањето на даноците. Меѓутоа намалувањето на даноците само по себе немаше да биде доволно ако не беше проследено и со други дополнителни мерки. Јас во тој дел сакам да истакнам уште неколку. Значи Македонија е прво земја со најниски даноци во Европа и во светот и тоа е клучната помош и поддршка што беше дадена на домашното стопанство, а и на странските фирми и која што помогна да се реализираат голем број на инвестиции и да се отворат работни места. Втората клучна политика беше поддршката што ја даваме кон домашното стопанство во периодот на што ја дававме во периодот на криза и што ја даваме и денеска. Таа поддршка се изразува во различни форми, преку партнерскиот однос со бизнис заедницата и директна финансиска поддршка во пристапот кон кредитни средства. Уште на почетокот на светската економска криза во 2009 година владата обезбеди 100 милиони евра ефтини кредити од Европската инвестициска банка, кои што со субвенционирана камата од 5,5% им беа ставени на располагање на домашните фирми. И тие фирми се претежно мали и средни предпријатија во делот на индустријата, трговијата, градежништвото и слично. И тие фирми практично ја искористија таа можност на тој начин што преку 1760 компании искористија ефтини кредити од таа кредитна линија, која што
освен првите 100 милиони евра во 2009 година, подоцна беше дополнета со уште 250 милиони евра, значи вкупно во периодот од 2009 до 2015 година 350 милиони евра ефтини кредити со камата која што се субвенционираше од владата со 5,5% за крајните корисници, завршија кај македонските предпријатија и тие предпријатија со тие пари прво се обезбедија со обртни средства, значи да опстанат во времето на криза, бидејќи тогаш беше проблем на ликвидност. Второ, купија нови машини и опрема, дел ги искористија за инвестиции и трето, отворија речиси 7.000 работни места, поточно 6.940 работни места. Тоа е ефектот од таа кредитна линија што ја обезбедивме и од тие 350 милиони евра. Покрај тоа, во периодот на криза имавме 4 пакети на антикризни мерки, кои што беа во различни области, насочени за поддршка на домашните фирми, меѓу кои имаше и репрограм на постоечки обврски, простување на камати за неплатени придонеси, имаше дополнителни мерки за земјоделството, за IT секторот, за индустријата и слично, и сите тие 4 пакети на антикризни мерки во различни етапи помогнаа македонските предпријатија да имаат по-добар амбиент за работа отколку предпријатијата во другите држави. Трет битен фактор што помогна за намалување на невработеноста се активните политики и мерки за вработување што се дизајнираат од страна на владата и Агенцијата за вработување. Тоа се мерки и политики кои што се директно насочени кон креирање на работни места и тие мерки и политики резултираа со речиси 50.000 нови работни места во различни етапи и низ различни мерки и политики. Само последната мерка, последниот проект во овој сегмент, а тоа е проектот Македонија вработува, кој што го имаме за период од нецела една година, од април 2015 до денеска, има креирано 15.200 работни места. Паралелно на тоа имаше проект и се уште има проект кој што се однесува на вработување на млади лица до 29 годишна возраст преку ослободување од плаќање на придонеси и со тој проект беа креирани околу 12.000 работни места. Преку други проекти како што се и мерки како што се само вработување преку кредитирање или преку обезбедување на грантови, оние знаете во висина со 3.000 евра за едно вработување или 5.000 евра или 7.000 евра зависно од која категорија и во која возраст е лицето, дополнителни 3 до 5.000 евра за секое ново работно место. Сите тие помогнаа како активни мерки и политики да се креираат голем број на работни места и да се намали невработеноста на тој начин. Четвртиот сегмент кој што беше многу значаен за намалување на невработеноста, а има и други ефекти врз македонската економија, е политиката на привлекување на странски инвестиции. Се тоа е поврзано. Ако го гледате, значи политиката на привлекување на странски инвестиции, како и поддршката на домашното стопанство за кое што досега зборував, се меѓусебно поврзани, бидејќи странските инвестиции ќе дојдат ако ја подобрите бизнис климата, а тука се враќаме на прашањето на бизнис, на амбиентот за водење на бизнис, значи она што го мери doing business, на работењето на државните институции, каде што има значајно подобрување, на тоа колку време е потребно да се добие градежна дозвола, каде што Македонија во меѓувреме е рангирана на 10-то место во светот, а беше рангирана на 110-то место во светот. За тоа колку време е потребно да се платат даноците и каква е постапката, каде што денес Македонија е рангирана на 7-мо место во светот, а беше рангирана на 70-то место. Тоа кажува дека се направени реформи во државните институции, дали е тоа УЈП, царината, катастарот, Министерствата за транспорт и врски или други институции, сите оние кои што се надлежни да создадат подобра бизнис клима и кои што возможуваат преку сопственото работење на поефикасен начин да се услужат бизнисмените, а со тоа побрзо да се реализираат нивните инвестиции. Сите тие политики помогнаа, значи, во изминатиот период да се постигне подобра бизнис клима, а тоа бизнис клима ја перцепираат, ја следат и странските инвеститори. Од првиот ден кога се зафативме со привлекување на странски инвестиции, односно се формираше тимот за привлекување на странски инвестиции, предводен од премиерот Груевски и сите колеги кои што се министри,
промотерите, амбасадорите и слично. Секој во својот дел имаше своја улога и секој во својот дел таа улога добро ја одработи и како резултат на тоа постепено од година во година се менуваше перцепцијата, имиджот на Република Македонија и перцепцијата на странските инвеститори за Македонија. Како резултат на тоа па денеска имаме над 50 странски инвестиции во слободните економски зони и во индустриските зони, кои што креираа вкупно 16.000 работни места. До сега, значи, во странските фабрики што постојат во Република Македонија, креирани се 16.000 работни места. Врз основа на најавите што ги имаме, кога ќе се достигне полната бројка, само во овие компании ќе имаме дополнително уште, речиси толку, уште 16-17.000 работни места, значи некаде околу 33.000 работни места ќе бидат 33 до 34.000 работни места директно вработувања креирани во странските фабрики кои што работат во Република Македонија. Покрај овие директни вработувања, значајно е што тие странски фабрики овозможуваат и индиректни вработувања во домашните компании кои што соработуваат со тие странски компании. Ако странската компанија треба да набави храна за вработените, логично е дека некој ја произведува таа храна. Значи, се креираат работни места во земјоделието или во трговијата, кои што ја снабдуваат Джонсон Мети или Джонсон Контролс или Дрексер Мајер за 6.000 лица дневно да подготват оброк, например. Ако им е потребна услуга од правници или консултанти, тие ќе земат некоја домашна фирма. Ако треба нешто да се изгради, било халата да треба да се изгради или некој дополнителен капацитет, ангажираат домашни фирми. Сето тоа создава индиректни вработувања и на тој начин помогна да се креираат дополнителни работни места. Конечно, петтата димензија, петтата политика што беше значајна во изминатиот период и директно го поддржа и економскиот раст, и креирањето на работни места, и работењето пред се на домашните фирми, е политиката на буџетската политика, каде што од година во година имавме висок износ на капитални инвестиции во буџетот, капитални инвестиции кои што значат реализација на инфраструктурни проекти. Дали тоа е изградба на водовод, канализација, локална улица, регионален пат, автопат, мала хидроелектрана, дали станува збор за реновирање на училиште, дали станува збор за изградба на некој административен објект, дали станува збор за изградба на болница, дали станува збор за креирање на капацитети во делот на земјоделството, за наводнување и слично. Сето тоа значи работа за одреден број на фирми. Сите тие фирми се домашни фирми, во комбинација некогаш со странски фирми, меѓутоа голем број на тие фирми се домашни фирми, дали во делот на градежништвото или во делот на индустријата или во делот на малото стопанство и средните фирми кои што снабдуваат репроматеријали и слично, но тоа креира работни места. Во изминатите 9 години, 9,5 години, значи во периодот што од 2007 до 2015 година, реализирани капитални инвестиции од буџетот се 174 милиарди денари. Значи 174 милиарди денари, од кои само во последните 2 години 54 милиарди денари завршија во македонската економија. И тоа е огромна поддршка за домашното стопанство и никогаш претходно немало таква поддршка. Например, за да кажам колку изнесува во 2015 година, капиталните инвестиции беа 27 милиарди денари од буџетот, што е буџетот плюс државните предпријатија што реализираат капитални инвестиции. Што е тие 27 милиарди денари се 3 пати повеќе во однос на капиталните инвестиции што ги имаше во 2006 година. Тогаш за капитални инвестиции се издвојуваат 9 милиарди денари. Значи, замислете колкав е растот на капиталните инвестиции и од година во година тоа се повторува и сето тоа нормално овозможува да се реализираат голем број на проекти, а голем број на проекти значи голем број на фирми се ангажирани за нивна реализација, а голем број на фирми значи и голем број на работни места. Од прилика тоа се значи главните економски политики и главните причини за поволните тенденции во делот на невработеноста и во делот на намалувањето на невработеноста, а од друга страна зголемувањето на вработеноста, кое што на овој графикон може убаво да се види, значи од 566.000 вработени во вториот квартал од 2006 година
денеска имаме во Република Македонија 716.000 вработени лица и јас ја обяснив и структурата за да нема дилеми дека станува збор за продуктивни вработувања кои што се во делот на главно на приватниот сектор. Што може да очекуваме понатаму? Тоа е последниот дел од моето излагање денес. Можеме да очекуваме овие трендови да продолжат. Можеме да очекуваме дека невработеноста и натаму ќе паѓа, можеме да очекуваме дека ќе има креирање на работни места и по основ на странски инвестиции, и по основ на домашни инвестиции, и по основ на ангажман на домашните фирми преку висок износ на капитални инвестиции и преку активните политики за вработување, бидејќи сите тие политики ќе продолжат и во иднина. Тие се политики кои што се покажа дека даваат резултати. Ако дадоа резултати во време на европски кризи, светски кризи од незабележани размери, нема причина никој да се сомнева дека ќе дадат уште подобри резултати во услови кога европската и светската економија се постабилни. Тоа значи дека нашата долгорочна цел е невработеноста драстично да се намали, уште повеќе да се намали, бидејќи човек мора да биде и реален. И покрај овој успех и покрај ова остварување кое што навистина е вредно, сепак во Република Македонија има се уште голем број на лица кои што се без работа и кои што очекуваат да дојдат до работно место. И ние сме должни со сето наше знаење, со трудот што го вложуваме и со правилни одлуки да им овозможиме да дојдат до работно место. И нашето ветување кон сите невработени е дека ќе продолжиме и во иднина со овие политики и дополнителни мерки и политики кои што ќе овозможат невработеноста во Република Македонија и натаму да се намалува и да се креираат десетици илјади работни места годишно, а со тоа и да се подобри животот на илјадници луѓе во Република Македонија. Јас тука би застанал, бидејќи очигледно темата има уште многу детали, меѓутоа сметам дека ова се најзначајните работи кои што треба да бидат опфатени со цел да се објасни економскиот резултат што во делот на отчетот е детално објаснет во делот на невработеноста и креирањето на работни места во Република Македонија. Ви благодарам.